Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Околу 850.000 евра ќе потроши локалната самоуправа на Кочани за реконструкција и модернизација на јавното осветлување. Во просториите на општината беше подпишан договорот со добавувачот на опремата, со што постојните живини ќе се заменат со современи и поекономични LED светилки во градот и Оризари. Градоначалникот Радко Димитровски го потпиша договорот со представниците на компанијата Минел Шредер од Белград, со што и официјално ќе стартува реконструкцијата на уличното осветлување во Кочани и населбата Оризари. Се работи за крупен зафат вреден над 850.000 евра, што треба да овозможи замена на постојните живини со така наречени Solid State LED светилки. Тоа треба да обезбеди намалување на трошоците за електрична енергија, бидејќи сега од општинскиот буџет преку таксата за јавно осветлување, чии обврзници се граѓаните и фирмите, се плаќаат просечно годишно по околу 220.000 евра. Според Димитровски, тоа е една од најзначајните придобивки од реконструкцијата, за која нема да се земаат кредити, туку парите ќе се обезбедат преку споменатата такса. Договорот е вреден 52.510.000 денари, се однесува за замена на 3.125 светилки во централното подречје на градот Кочани, односно во целата територија на градот Кочани и во Оризари во централното подречје. Значи сите оние места каде што имаме најголема фреквенција на луѓе. Со ова замена добиваме неколкократно, значи ја зголемуваме осветленоста, односно интензитетот на светлината на тие одредени места, добиваме заштеда од 60 до 65% и едноставно со таксата која што имаме комунална го вршиме плаќањето на оваа голема инвестиција, од тековниот буџет на општината Кочани во наредните 3 години. Според динамичкиот план што веќе го изработил изведувачот, би требало замената на првите светилки да стартува во август, бидејќи потребни се околу 45 дена за да се завршат подготвителните активности. Според представниците на Минел Шредер, фабрика која се занимава со производство и вградување на LED светилки, се работи за последен збор на технологијата, која освен заштеда на електрична енергија ќе донесе и заштеда во одржувањето. Сигурни сме дека низ овој проект ќе создадеме нов идентитет во осветлувањето на градот Кочани и сигурни сме дека општината ќе биде задоволна со нашата опрема и со резултатите од осветлувањето што ќе се постигнат. Ова за нас е најголем зафат што досега сме го работеле. Значи околу 3000 светилки ќе бидат заменети со комплетна инсталација. LED технологијата е последен збор во областа на осветлувањето. Технологија што возможува заштеда на трошоците за електрична енергија, но и за одржување, бидејќи таа скоро и да не бара никакво посебно одржување. Кочани е првата општина во Македонија, па и во поширокиот регион, каде ќе се изврши целосна реконструкција на јавното осветлување со користење на LED технологијата. До сега вакви современи светилки се поставени на кружниот тек кај полициската станица и на влезот кон селото Подлог во близина на фабриката Антура. Долгови од околу половина милион евра бележи локалната самоуправа на Кочани за обврските за бесплатен превоз за учениците. Неподмирената сума се однесува за период од околу 2 години, а наскоро треба да биде објавен тендерот и за наредната учебна година. Бесплатниот превоз за учениците им трупа долгови на општините од регионот. Доцнењето во плаќањето на обврските кон транспортните претпријатија што извршуваат услугата станува хронична појава, а меѓу поголемите должници се токму општините кои имаат поголем број ученици, Штип и Кочани. За периодот од крајот на 2013 година до денес, општина Кочани на име бесплатен превоз на ученици должи околу 30 милиони денари. Иако според буџетските планирања за овој период биле предвидувани годишно да се издвојуваат над 9 милиони денари, со што услугата целосно би била покривана, сепак од општинската администрација во краткиот телефонски одговор потврдија дека се доцни со плаќањето. Според законските одредби, локалната самоуправа има обврска да обезбеди организиран бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2,5 километри од училиштето, при што со таквата можност се опфатени околу 1200 ученици, кои се школуваат во 4 основни и 2 средни училишта во Кочани. Освен за учениците кои се жители на нашата општина, бесплатно ќе се возат и ученици од Делчево, Берово, Виница, Пробиштип и другите помали општини во источниот дел на државата,
кои се школуваат кај нас. Во меѓувреме се очекува училиштата да го објават и новиот тендер за избор на превозник за престојната учебна година. Со оглед дека засега нема никакви правни и други пречки, огласот не би требало да доцни, за разлика од пред 3 години, кога се чекаше на правилникот за организирање на превоз на учениците, што го издава Министерството за образование. Топлотниот бран што во последните неколку дена ја зафати државата не го одминува ниту Кочани. Измерени се рекордни 38 степени, а според метео алармот подрачјето се наоѓа во така наречената жолта фаза. Високите дневни температури што се најавуваа од управата за хидрометеоролошки работи го зафатија и Кочанскиот регион. Тие предонесоа да се измерат 36 степени, што е највисоко ниво досега за ова лето, и подрачјето го внесоа во така наречената жолта предупредувачка фаза. Според најавите од метео алармот, се очекува промена на временските услови и пат на температурите дури по 2 дена. За во вторник метеоролозите најавуваат дека ќе биде сончево и топло, а во среда се очекува поизразена нестабилност во попладневните часови со пороен дожд и грмежи. Во четврток ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а температурата ќе се намали за 7 до 9 степени. Сепак, со оглед на високите дневни температури, од Центарот за јавно здравје Кочани препорачуваат да се избегнува излегување и директно изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот. Тоа особено е препорачливо за децата, но и повозрастните граѓани, особено што УВ вредноста на сончевите зраци ќе достигне ниво 9. Топлотниот бран во жолтата фаза е потенцијална опасност за здравјето на луѓето, посебно за срцево болните, хронично болните, старите луѓе и бремените жени, се вели во известувањето од Центарот за јавно здравје од Кочани. Потребно е тие редовно да ја земаат препишаната терапија од лекар. Исто така се препорачува темелно миење на овошјето и зеленчукот пред употреба, добра термичка подготовка на храната, задолжително чување на храна во фрижидер на плюс 8 степени, како и избегнување консумација на лесно расипливи производи. Општина Виница продолжува со активностите за дезинсекција. Праскањето против комарци ќе се спроведе во вторник во вечерните часови. Во вечерните часови во вторник на 16 јуни на територијата на општина Виница ќе се спроведе второто теристичко дезинсекционо третирање за заштита од комарци. Праскањето ќе биде од земја со еколошки инсектицид, а пчеларите треба да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на пчелните семејства. Во случај да не се спроведе акцијата поради неповолни временски услови, дезинсекцијата против комарци ќе се одложи за наредниот ден во истиот термин. Годинава против комарци ќе се прска и во другите општини од микрорегионот. Уште при првата акција по децениската пауза, надлежните истакнаа дека за да се постигнат посакуваните ефекти, потребно е праскањето против комарци да се спроведе во сите општини од еден регион. Во ресторанот Аледар во Кочани беше одржана традиционалната крводарителска средба. На тој начин беше одбележан 14 јуни, светскиот ден на крводарителството. Признанија за крводарителите, гест на внимание и почит од страна на Црвениот крст кон оваа категорија хумани граѓани. Во Кочани одбележан 14 јуни, меѓународниот ден на крводарителството. Црвен крст на Република Македонија на планот на крводарителството има за цел да зајакне својата водечка улога во развивањето на крводарителството. За таа цел денеска, по повод 14 јуни, светскиот ден на крводарителите, организираме традиционална крводарителска средба, каде што ќе ги врачиме заслужените признанија на луѓето кои што доброволно даруваат крв, и тоа за 5 пати, 10 пати, 25 пати, 50 пати, 75 пати и 100 пати. Секако, ова е настан на кој сакаме да искажеме нашата благодарност, почит и внимание на самите крводарители, затоа што тие спаѓаат во групата на едни од најхуманите луѓе, со тоа што ја покажуваат својата солидарност на секој што ме е потребно крв. И воедно сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите спонзори што денеска допринесоа за да организираме оваа традиционална крводарителска средба. Една од признанијата е за 100 пати дарувана крв, во конкретниот случај 101 пат. Ацо Ангелов од општинската организација традиционално доби на подарок ТВ приемник. Се чувствувам добро. Денеска славиме, па се надевам денеска ќе ми биде чест и годност да примам наградата телевизор во боја.
Со моето дарување на крв мислам дека спасив многу животи. Мислам и понатака да давам уште крв, да бидеме само живи и здрави. Младите мислам по мене дека треба да се вклучат активно во дарување на крв, поедно е за самото здраве на нив и да помогнат на другите луѓе уште подобро. Меѓу присутните беше и рекордерот во крводарување во општина Кочани, Димитар Велков. Драгоцената течност досега дарувал 171 пат. Давам од 63-та година. Почнав, кога беше Скопскиот земјотрес, за прв пат почнав да дарувам. Почнав у почетокот 3 пати, 2 пати, од 80-та година да речем, се по 4 пати давам. 4 пати. Тоа е голема гордост за мене. Се гордеам со тоа, се гордеам што гледам и још и млади дарители што одат по мојот пат да стигнат тај рекорд. По повод овој ден, секоја година се организираат настани со цел да се подигне хуманоста, колективната и индивидуална свеска и луѓето, за да придонесат во обезбедувањето на неопходната течност. 14 јуни е денот на раѓање на Карл Лајштајнер, човекот кој ги пронајде крвните групи. Во библиотеката Искра беше промовирана збирка поезијата Илузија на младата поетеса Ана Дедова. Ова е нејзина втора збирка стихови. Илузија е насловот на збирката стихови на Ана Дедова од Кочани, што беше промовирана во библиотеката Искра. Ова е нејзина втора збирка поезија. Пред неполни 3 години ја издаде збирката Охридски бисери. Тоа е книга во која се работи, да речеме, за стихови, кои сами произреле спонтано од нејзината млада душа, како што рече Клетников, тоа се стихови без некои улепшувања, и затоа вели дека баш тоа е убавината и вредноста на книгата. Тоа се неизини инстинктивни издиви на љубов и така. Лектор на збирката стихови Илузија е Љубинка Ајтовска, а книгата пред присутните ја промовираше Ивана Карова, член на литературниот клуб Копнеш. За младата поетеса пред присутните љубители на убавиот пишан збор зборуваше Ленче Стојменова. Илустрациите во книгата се дело на Танас Дедов, а литературен и ликовен критичар и есеист е Ефтим Клетников. Дедова истакна дека не застанува тука со пишувањето. Поезијата е дел од незиниот живот, така што ќе продолжи и понатаму. Љубовна сиромаштија, најновата стихозбирка на авторката Ника Илиевска Ѓоргиева, ја доживеа својата втора промоција, овој пат во Домот на млади во Штип. Станува збор за трето поетско дело на Илиевска Ѓоргиева, за кое рецензентот, митрополитот Методи Златанов, ќе рече дека тоа не се песни, туку раскази кои се прекрашуваат во стихови. Промоцијата беше надополнета со настап на црковниот хор од Лесновскиот манастир и актерите од драмското студио на Кристина Атанасова Арсова. Промотор на стихозбирката Љубовна сиромаштија беше професорката по македонски јазик Љубинка Донева, која истакна од колкава важност е книгата на Илиевска Ѓоргиева и порачува секој да ја прочита и да ја има во својата домашна библиотека. Промоцијата дополнителен впечатлив изглед доби и соучеството на актери од драмското студио на Кристина Атанасова Арсова, која што читаше извадоци од книгата. Духовна димензија, каква што и тематиката на книгата, даде настапот на црковниот хор при Лесновскиот манастир, чии членови изведоа неколку псалми и композиции. Присутните во салата на Домот на млади во Штип ги поздрави и авторката Ника Илиевска Ѓоргиева, која рече дека со песните од Љубовна сиромаштија сака да пренесе пораки за сваќањето на животот. Недостатокот од недоволно познавање на духовноста, која се чувствува во секојдневното живење, е главната инспирација на авторката да ја напише книгата. Пораката во оваа книга е да ги бараме решенијата на секојдневните искушенија од современиот материјален свет, што не тиштат, да ги бараме во духовното, значи во верата во Бога. Значи секоја од овие песни алудира на тоа, дали директно или индиректно се среќаваат тага, радости, вистини, лаги, меѓутоа поентата е една, значи дека прибежиште можеме да најдеме во духовноста, во Бога, дека
срцето на Бог, на вратите на црквите се секогаш отворени за да го примеме она духовното што ни е потребно. Целта беше тоа, значи во едно световно место да направиме една духовна средба. Значи, затоа беа уклучени и духовниот хор од Лесновскиот манастир и актерската екипа на Кристина Атанасова Арсова секако придонесе да имаме една заокружена целина, меѓутоа во секој случај да имаме промоција, односно уметнички перформанс во кој што ќе има се, а најмногу духовност. Дел од песните во љубовна сиромаштија се посветени на драги пријатели на авторката. Настаните се реални, искрени, а песните се полни со динамика, живост и разиграност. Авторката досега има објавено 2 поетски збирки «Време во рамка» и «Гледачи на земја», а освен пишување поезија, го негува и краткиот расказ и сатирата. Ацо Пејовик во саботата ја наполни дискотеката Аква. И младите и повозрастните, сите беа на диско. Од летната дискотека најавуваат богата програма во текот на целиот летен период. Откако во средата беше отворена летната дискотека Аква, веднаш започна со гостување на познати имиња од балканската музичка сцена. Познатиот Ацо Пејовик во саботата ја наполни дискотеката во Кочани. И младите и повозрастните посетители уживаа во 2,5-часовниот настап на познатиот пејач. Прв пат доаѓам во Кочани и се надевам дека нема да биде последен. Мило ми е што сум вечерва тука во вашиот град. Ако даде Бог, повторно ќе дојдам. Свети Дугојем е песна што ја посветив на мојата најголема љубов. Сега и од мојот најнов албум ќе имам една песна посветена на неа. Она што поминува кај публиката и што луѓето најмногу го слушаат, се тие хитови кои вие добро ги знаете. На мојот концерт во Белградската арена имаше 20.000 луѓе. Бројката е добар показател колку луѓето ги слушаат моите песни. Се надевам дека во наредните 10 до 15 дена ќе излезе мојот нов албум и спотовите за песните, така што до 1 јули ќе биде и на продажба. Целото лето ќе го поминам во Босна и во Црнагора, но ќе настапам и во Охрид, Македонија. Ова лето реновираната дискотека Аква ветува добра забава и гостување на познати музички имиња од македонската и балканската сцена. Паралелно со дискотеката беше отворен и ексклузивниот рибен ресторан во склоп на комплексот. Пејовик им понуди добра забава на младите до раните утрински часови. Јас сум Ацо Пејовиќ, ви гледате канал 8, љубим вас и волим. Собствениците на Кочанскиот базен најавија добра забава во текот на летниот период. Така и започна во неделата кога беше отворен реновираниот и уреден базен во Кочани. Забавен и исполнет ден имаа граѓаните во неделата кога беше отворен базенот во Кочани. Цело лето кочанци ќе имаат пријатно место за поминување и разладување во топлите денови. Собствениците на летните задоволства не ги заборавија и децата. 2 мали базени и детски реквизити за забава на најмалите посетители. Дојдена сум со другарчиња, се забавувам, се играм, се плискам, се бањам. Овде е многу добро направено. Дојде со моите другарчиња и многу се забавуваме. На базенот е направено како што и беше планирано. Лежалки и чадори за сенка и маси и столови за уживање. Во текот на денот планирани живи свирки, а во ноќните часови забава со познати пејачи. Така ќе биде во текот на летниот период, најавуваат собствениците. За понатаму се планира и проширување на целиот објект со плажа и игралиште за голф и одбојка. И за крајот вестите спортската информација. Почнаа подготовките за 43-тото издание на Илинденските спортски игри во Чешиново, Облешево. Во моментов тече пријавувањето за учество. Започнаа подготовките за Илинденските спортски игри 2015. Во општина Чешиново, Облешево, во теке пријавувањето на фудбалските екипи. По повод одржувањето на 43-тото издание на игрите,
Општина Чешиново, Облешево и Организацијскиот одбор на Илинденските спортски игри 2015 ги покануваат сите заинтересирани фудбалски екипи да земат учество на турнирот во фудбал што ќе се одржи во периодот од 4 јули до 2 август. Учеството на турнирот може да се пријави и по пошта на адреса на Општина Чешиново, Облешево, улица Маршал Тито, Безброј, на телефонскиот број 033 351 770 и на телефонот 077 753 991 или пак со лично присуство на состанокот што ќе се одржи на 28 јуни недела во 20 часот во просториите на општинската зграда. Покрај фудбалскиот турнир во програмата на Илинденските спортски игри 2015 и оваа година се вметнати турнирите во шах и велосипедизам. Вестите на Канал 8 завршија. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.